Ова е втор дел од овонеделната Зебра. Во првата дебата дискутиравме околу правата и обврските на интернет порталите, како последното дете во семејството на медиумите и позицијата на интернет медиумите во однос на останатите. И денеска продолжуваме дебатата на оваа тема и го поставуваме прашањето дали ни е потребна рамка за регулирање на интернет медиумите во Македонија. Гости денеска ни се Горан Мамировски, уредник од Канал 5 и можна активен на социјалната мрежа Facebook, и Филип Стојановски од Метаморфозис, кој што е поактивен на социјалната мрежа Twitter. Значи, освен што може да не следите на zebraonline.mk, може да коментирате и на нашиот Facebook профил, но и на Twitter со хаштагот MKWebMediumi, како и стандардниот наш хаштаг ZebraMK. Добро, да почнеме со Горан. Горан, дали сметаш ти дека една ваква рамка со која што ќе се одредат правилата на играта и за интернет медиумите ќе ја спречи или ќе ја загрози слободата на изразувањето? Постојат опасности и да се загрози слободата на изразувањето на социјалните медиуми. Меѓутоа мислам дека на Македонија е потребна таква рамка, затоа што сега во моментов сме во една ситуација кога не се знае кој пие, кој плаќа, се може да кажете на интернет, на Twitter, на Facebook, без разлика. Едно обично објаснување дека тој Facebook профил не е мој, ве ослободува од сите можни последици што си ги нанесле на нечија лична слобода, на семени некакви односи, дури на политички некакви релации. Значи мислам дека треба да се со интернет медиумите, со порталите? Проблемот е, ми се чини од ист тип секаде, немате никаква регулација, немате никаква контрола на тоа што се случува и во овој дел. Значи, јас не велам дека треба да постои некакво тело, државна институција која што ќе се занимава со секојдневна анализа, меѓутоа некаква барем само регулација, кој што кај нас очигледно мислам дека не може да префункционира, некаков вид механизам кој што ќе каже на крајот на денот кој сгрешил, кому сгрешил и кои се последиците за тој што го направил делото, било какво да е. Филип, регулативата, значи законите, било кои акти, на еден начин значат и ограничување на било кое право. Што би загубило македонското општество доколку специфично и конкретно се регулира македонскиот интернет простор? Во оваа ситуација е многу тешко да се дава некаков стручен или било каков став во ситуација кога се зборува за оваа регулација, а не знаеме каква регулација се спрема. Прво и основно има некои најави дека ќе се носи некој закон за медиуми, но за да се даде вредносен суд и да се даде стручно мислење, треба прво да знаеме каква содржина ќе има тоа, за да може да се процени какви ќе бидат и последиците. Инаку, во Македонија постои регулација која што се однесува и на интернет, и таа ја опфаќаат низа закони кои што се однесуваат на сите други сфери на живењето и истовремено важат и за интернет. Исто така, човековите права, како што важат во интернет, мора да важат и на интернет. И тие важат, мислам, тие се нешто што е основа на оваа цивилизација, ако сме ние дел од неа, на цивилизацијата што е настаната на пепелот на Втора светска војна и сите тие уништувања до тогаш. Ако ние сме дел од неа, тогаш пред се нејзина основа се човековите права. Истовремено, во Македонија имаме и преседани во кои што имаме ситуации во кои што се покажало дека судскиот систем е применет за санкционирање со примена на општите правила на однесување на интернет. Има низа случаи, еден последен од нив за кој што се знае јавноста е во Велес есеноска, односно во септември, мислам, кога човек беше осуден за однесување на својот профил на Facebook врз база на изјави од двајца сведоци кои што потврдиле дека тоа е негов профил. Значи тука имаме една нова димензија во која што во ситуација кога постои можност да се утврди технички чиф е тој профилот со соодветна истрага во која што би бил вклучен и, да речеме, обезбедувачот на услугите во случајот Facebook, преку некој судски налог да се побара податокот за IP адреси од кои што се користеле и тие да се поврзат. Како што
нормално се прави во истраги законската регулатива сегашната што имаме, што е распрсната во повеќе закони, го опфаќа интернет, значи специфично се однесува и на однесувањето на интернет и одговорноста која што ние имаме за нашето однесување офлайн, останува и онлайн. Постои илузија дека постои на интернет поголема анонимност, дека некои луѓе тоа го користат и за поголема слобода и но тоа не значи дека тие се надвор од законите, без разлика што се... Дали вие лично сте задоволни од професионалноста во исполнувањето, да речеме, на новинарските норми и почитувањето на новинарската етика и практика на работење, кога станува збор за интернет медиумите, а свесни сме дека се случува одредени статуси на Facebook на лични, значи лични статуси на Facebook да завршат како полувести во тие интернет медиуми. Вака има... Сакам да прашам, кој според вас би требало да ја заштити во овој случај македонската јавност од дезинформација? Мора да бидеме доста внимателни, за да не навлеземе во генерализација. Ако кажеме дека новинарите се непрофесионални, новинарот или било кој човек кој што е дел од некоја професија, ако го обвиниме дека е непрофесионален, тоа не зависи од медиумот во кој што работи, од типот на медиумот. Човек може да биде непрофесионален и ако пишува на хартија, и ако зборува, ако води зиден весник или ако прави нешто што е поврзано со интернет. Добро, но кога се станува збор за новинари, за професионална работа? Многу е тешко да се дадат генерализации, зашто мора секој случај да се спореди со професионалните стандарди. Посебно, има голема тенденција, тука имаме, во прашањето се спомнуваат неколку човекови права. Првото е правото на слобода на изразување или слобода на говор, но тука и правото на приватност. И сега имаме ситуации во кои што при објавување на информации на интернет, оние што ги објавуваат имаат перцепција дека тоа го прават за затворен круг, но потоа тоа излегува од тој нивни перцепиран круг. И многу е важно да се знае кои се правилата на користење на дадена социјална мрежа и на кој начин самиот корисник може да се заштити од протекување на неговите информации кои што не се од општ интерес за јавноста, надвор од неговиот круг на пријатели, да речеме, со кој што истото би го зборувал и на вечера дома или слично. Еден од таков пример е тоа што, например, кога ја објавувате својата профил фотографија на Facebook, па мислам и на Twitter, експлицитно ви се кажува дека таа фотографија станува јавна и дека таа ќе се појавува не само во рамки на вашиот профил, туку ќе се појави и во, не знам, при пребарувања, дека дури некој да не е логиран на Facebook ќе може да ја види и така натака. И тогаш корисникот сам со своето кликање на тоа копче ОК или се согласувам и слично, презема обврски кои што се наведени во во правилникот за користење и договорот што го потпишува со фирмата, во случајот да речеме социјалниот медиум, и треба да е свесен дека после тоа има или нема некои правни последици од тоа. Луѓето често поради незнаење или желба да не научат повеќе, без разлика дали се медиумски работници или од било која друга политичари и слично, не ги применуваат знаењата кои што би требало да ги имаат и значи едно од решенијата е поголема образование, внимателност, но и свесност. Така или само се вмешам. За мене таа тенка линија помеѓу социјалните мрежи, новите медиуми, мејнстрим медиумите веќе не постои. Постоеше допред една година, две да речеме, веќе не постои. Веќе ти зборуваш за новинари. Сега веќе сите се новинари. Во ситуација кога вие имате 40% од телефоните смарт телефони, кои што можат да сликаат, можат видео да направат, кои што на вашиот Facebook профил на YouTube да ставите видео или слика, за да коментирате, вие сте сами по себе новинари. Затоа мислам дека е погрешно да се зборува посебно за новите медиуми или социјалните мрежи и за мејнстрим медиумите, затоа што кај класичните медиуми имаме поставена практика. Судиите, кога судат, кога зборим за правни последици, знаат точно како се утврдува
вината или вистинитоста во процесот. Во другиот дел ние немаме никакво искуство. Затоа е моето барање на некој начин да се регулира и овој дел од јавниот живот, затоа што ако не се регулира соодветно без да се навлезе во слободата, нели правото на слободно изразување на секој од нас, ќе настане апсолутен хаос. Да ве потсетам само, Македонија дојде до 1 милион членови на Facebook. Вие меѓу првите 15 на Алекса, што не е сосема релевантен извор, меѓутоа на Алекса првите 15 две портали од Македонија веќе збирот на дневните визит на посети, значи на луѓе, не на кликови, на луѓе кои што влегле, се информирале од тие од тој извор на информација, се израмнува со бројот на гледачи на најголемите телевизии од државата. Значи имаме еден сосема нов систем на информирање во зимата, за кој што ние мислам дека најголем дел од нас не сме свесни. Јас имам 5000 френдови на Facebook со геометриска прогресија, во текот на денот може денеска 30.000, 50.000 луѓе да ве следат што сте кажале на Facebook. Понекогаш и кај голем дел од медиумите ти имаат помал број на посетители, на читатели, колку некои луѓе што имаат на Facebook профилите или на Twitter, без разлика. Да не го зборам и тоа дека ние се информираме за официјални политички изјави од Карл Билд, на пример, ја го користам постојано, Филе, од нивните Facebook профили. Затоа мислам дека оваа поделба на нови медиуми, социјални мрежи и класични медиуми треба да биде ставена во една иста, ми тоа добро, темата е. Добро, ако како што сама кажеш дека границата не постои веќе, значи или веќе избиришана дека секој новинар, тогаш зошто би ни требал посебен закон или посебна регулатива кога ако еден закон важи за традиционалните, би требало по нека логика да важи и за другите, нели, со сите искуства кои што биле досега акумулирани на тоа поле. Ќе ви кажам директно, не мора да биде различен закон, може да биде истиот закон, меѓутоа неговата примена и она што значи практика мора да биде веднаш треба да се преземе некаква активност за да не се случи судиите, за жал повеќе од 50% претпоставка моја, немам доказ, не користат воопшто компјутери, односно социјални мрежи, немаат интернет профили, не знаат како функционира тој живот, судат апстрактно, како што и за класичните медиуми кога се судат за кривични пријавите, прекршок или клеветата на вредата, и за тоа немаат искуство. Замислите што ќе се случи утре, кога ќе има голем број на луѓето се уште кај нас не сакаат да тужат заради навреда. Јас сум имал прилика, адвокати ми се јавувале да ми кажат, слушајте, спомнал тој тамо, може да го тужиш, ќе му земеме пари. Значи не сакам да тужам од принцип, меѓутоа не знам до кога ќе оди тоа. Луѓето ќе сватат дека од ова можат пари да земат од навредите што ги гледаат за себе на социјалните мрежи и ќе имаме ние страшна навала. Во таков хаос од 2000-3000 тужби што се сосема реални за Македонија, ние мислам дека сите ќе изгубиме како луѓе што учествуваме во тој дел од јавниот живот. Добро, за традиционалните, да, повели Филип. Не, имаме неколку работи кои што треба да се разјаснат. Значи, ако имаме правна рамка која што го дефинира генералното однесување, прво мислам дека нема потреба да се специјализира таа, а второ, ако е проблем не во рамката, туку во нејзиното спроведување, тогаш им зборуваме за нешто друго што нема да се реши со додатно правење на правни рамки, со додатно наметнување на ограничувања за социјалните медиуми, бидејќи правните рамки може да се применат и сега и за социјални медиуми, и за веб портали, и за низа други содржини. А исто така имаме и еден Можеш да одговорам на ово веднаш. Јас ќе те навредам тебе за 5 минути на дека Филип кажал нешто не е битно, ќе направам некаква сцена на Facebook. Кога ќе ме тужиш ти мене, јас ќе изјавам во полициска станица дека тоа не е мој профил. И ти немаш тука процедура врз основа на која што судијата ќе реши дали е тој мој профил или не е профил. Друга е работата што видиш дека може да се поведе процедура, да се утврди на Facebook, преку МВР. Да. Значи ние тој дел од процедурите го немаме запишано во законите. Ние имаме некакви процедури стари по 20 години кои што се знае, медиумот регистриран кај нас, нели класичните медиуми, во новите медиуми ги има што. За тоа зборувам кога велам дека има потреба од правна рамка. Еве нека биде дополнување на постоечката правна рамка. Добро, но и принципот на правен преседан во овој случај би можел да важи, значи ако имало во Веле случај што го спомна со Кај нас нема прецедентно право, така што е многу тешко. Ние имаме исти случаи, различни судски решенија, што е посебен проблем. Да, значи овде зборуваме за нефункционалности во делот на спроведување на постоечки правни рамки и неможност на прилагодување на функционирањето на судството кон нивно спроведување во новите дигитални услови,
а не за потребата да воведеме нови. Бидејќи ако имаме нефункционален систем или систем кој што бара подобрувања во спроведувањето, веројатно постојат начини тој да се среди, како на пример едукација на судиите или спроведување на некакви системски решенија кои што би довеле до добивање на едуцирани судии кои што би суделе според соодветните стандарди, на пример на судот во Страсбург, што е наша обврска. А тоа се однесува и на прашањата за навреда и клевета, за кои што ние сме обврзани како држава да ја следиме таа судска пракса. И сега исто така имаме една дилема која што е потегната тука во однос на тоа кој е новинар. Нормално секој граѓанин во едно слободно демократско општество има право да врши функции на новинар. Значи да известува, да бара информации, да ги става неговите факторите кои што влијаат на неговиот живот под знак прашање, да ги испитува. Ние и во таа смисла сме еквивалентни со новинарите, но мислам дека кај новинарите има еден квалитет кој што ги издвојува од вкупната група граѓани, а тоа е дека тие се професија која што има своји професионални стандарди кои што се запишани, кои што самите тие ги одредуваат, а не им ги одредува некој друг, на пример некој бирократ во некоја и кои што самите ги прекрашуваат. Да. Добро, во овој контекст, само да се надоврзам околу стандарди, баш сакам и Горам да го прашам, значи ги спомнеме дека тие се фактички како една инспирација за ваков тип на дебата. Значи, зошто традиционални медиуми во Македонија, зборам малце телевизии, поголеми весници, како некој кој што може да наметна стандарди, до сега сериозно не вложија во основање на веб редакции како што тоа се случи во поразвиени земји. Значи сепак принципот е, знаеш, блогерски, меѓутоа пренесен на сајтот на, значи ние немаме медиум печатен или телевизиски со сериозна веб редакција. Зошто тоа до сега не се случи? Така, јас сега ќе искористам една пиар техника, ќе ти одговорам покасно. Прво мојата порака да си ја кажам, морам да го одговорам ова. Новинар, утре јас завршувам мојот ангажман во Канал 5 или во Република, на пример, што пишувам, и отварам мој веб портал во Америка на американски сервер, плаќам $27 годишно и не сум член на ЗНМ, врз основа на што јас сум понатаму новинар. Немам прифатено стандарди никакви кодексот на ЗНМ, на пример, веќе не го почитувам бидејќи нема да бидам член. Значи, кај нас нема лиценци и со тоа заврши приказната кој е новинар, сите сме новинари. За мене сите се новинари кои што имаат пристап дури на социјални мрежи. Тоа е околу тоа, е сега околу. Проблемот е во тоа што македонските медиуми најголем дел не сватија што се случува во светот. Ја имав среќа заради ангажманот во А1 на времето и сега со Канал 5 да патувам многу во Америка и да гледам таму што се случува на дневна база. Значи, денеска Нью Йорк Таймс имаше на вест са бајле просто дека парпот од преплатници живеат од наместо до гласувачи. Да. 2009 година кога се случи падот на Wall Street, бев таму и денте имаше на вест за Нью Йорк Таймс дека една реклама на насловната страница на Нью Йорк Таймс е $700,000, не знам колку се, 12-18 сантиметри, не е важно, а на интернет сајтот нивни беше $7,000. Тоа во Америка драматично се смени, затоа што во последниве 5 години, 6, се исчистија, да речем, пазарот се исчисти од тие полуновинари, луѓе кои што сакаат да рекетираат, и таму има такви, се разбира, како и секаде, луѓе кои што не има цел да информираат јавноста, туку има за цел да заработат пари, така натаму. И тоа таму постојат други процедури. Огромен пазар, огромен број на медиуми, меѓутоа и многу повисока критичка маса во однос на тоа што е квалитет, што се стандарди. И таму американските асоцијации кои што ги има неколку на медиуми, точно знаат кој каде погрешил и точно знаат кога да реагираат. Кај нас, за жал, тоа не се случува, не сакам да ги критикувам ЗНМ, и они си имаат своји проблеми, и тоа кај нас тоа не функционира. Околу твоето прашање директно, македонските медиуми не сваќаат дека иднината се интернет медиумите, како сакате, интернет телевизија или интернет портали, како сакате. Не сваќаат и затоа не инвестираат во професионални. Еве, например, Канал 5 од утре има нов сајт, има нова поставеност, нови луѓе, односно стари луѓе кои што ќе работат повеќе на сајтот. Значи, многу бавно се движи таа промена кон новите медиуми. За жал, мислам дека малку задоцни сме со тоа и во однос на другите земји во регионот, не Америка, далеко Америка. Косово, Албанија, например, имате страшно влијание. Еве, нас сега не очекуваат избори и во овој контекст за традиционалните медиуми, значи за електронските и за печатените медиуми, постојат
точно прецизирани правила на игра за тоа како ќе се известува во предизборната кампања, како ќе се покриваат настапите на кандидатите и така натаму. Тоа не е предвидено за интернет медиумите. Дали тоа ги прави да бидат еден тип на нелојална конкуренција во однос на традиционалните медиуми? Па како тоа ќе го регулираме? Ова ќе ни бидат веројатно првите избори во кои што имаме толков број ние на интернет медиуми кои што се со прилично добар број на посетеност, но со ограничен тип на редакции. Вака и претходните избори имаме прогресивно користење на нови медиуми и од политичарите и од самите медиумски куќи но кога зборуваме за нова регулатива, мораме да зборуваме во контекст на тоа дека Македонија би морала да биде модерна демократска држава, во која што нова регулатива се носи преку точно одредени процеси кои што вклучуваат активно граѓанско учество на сите засегнати страни, но и на општата јавност. Ние зборувајќи за нова регулатива и за на веб и за во врска со изборите и слично, како и за претходните искуства што ги имавме минатата година, како што се за законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, законот за странски допис кој што го ограничува работата на странски дописници, кривичниот законник кој што исто претрпи измени во однос на оној дел не само декриминализација на клевета, туку и во делот за ограничување на говор на омраза, кој што кај нас се вика поттикнување на расна, етничка и слична нетрпеливост. Во сите тие случаи ние би морало, не заради тоа што сме кандидат за ЕУ, туку заради тоа што мора да се прилагодиме на 21 век и да функционираме модерно, за да просперираме сами по себе, да имаме процес на демократска анализа на законите, јавна расправа и граѓанско учество. Тоа во најголем број случаи отсуствува и имаме ситуации во кои што закони се носат во тајност, односно без овозможување на механизми од страна на државата за учество на сите што би требало да се вклучат, а бидејќи сите сме новинари, тогаш сите би морало да имаме право да се вклучиме во овие процеси и стручниот инпут, како да го наречеме, мислењата на стручните лица и на засегнатите да се земат предвид. Ние имаме ситуација во која што при носење на законот за навреда и клевета, кој што направи една позитивна работа, ја декриминализира клеветата, но воведе нови механизми кои што имаат драконски ефекти на чувството на слобода за изразување. И имаме резултат автоцензура или она што го викаат смрзнувачки ефект, чилинг ефект на англиски. Веќе се евидентни и овој месец по неколку случаи. Имаме ситуација во која што во анализата понудена од законодавецот се споредува дека казните кои што се нудат во законот се поблаги од Белорусија. Мислам, за мене, како жител на Македонија, е навистина приоритет да не биде мојата земја споредувана со земји кои што се многу назад во нивниот демократски процес. Добро, да погледнеме, имаме две изјави во јавноста, во македонската јавност, двајца познати новинари кои од традиционалните медиуми преидоа на интернет медиумите, Сашо Дамовски, новинар и основач на МК и Јацо Кабранов, сопственик и основач на Либертас МК. Навистина е неопходно некаква регулација, затоа што пред се од стандардизацијата која што е востановена во другите медиуми, принт електронски медиуми, нема зошто овде овие медиуми да бидат исклучени од тоа. Почнувајќи го овој проект пред една година, се најдов навистина во една сфера која што не ја очекував, значи во една збирштина на би рекол, за жал, слајмот моментално во новинарството во Македонија. Буквално секој
што мисли дека е новинар, што мисли дека е пописмен, што мисли дека е способен да основа медиум заради достапноста на овој медиум, заради малкуте средства кои што се потребни за основање на овој медиум, тоа и се прави. Затоа имаме и таква хиперпродукција. За жал зборуваме за некои базични правила на играта кои што не се почитуваат како импресум, адреса, кој е одговорен, кој е главен уредник, кој е основач на фирмата, чија е фирмата. Тоа треба да го имат во предвид клиентите, треба да го имат предвид маркетинг агенциите, со кого си имаат работа. Знаете, сепак зборуваме за медиум, не зборуваме за блог, не зборуваме за Facebook група или за некоја таква нерегулирана, да ја наречеме, сфера. Ако ти зборувам како човек кој што е провладин, ќе ти кажам апсолутно и Фейсбук и се, тоа интернет, тоа се да се затвори, затоа што само тоа се копрца, само тоа нешто објавува и не е под контрола на актуелната власт. Нити им е сега да го стават тоа под контрола, за да бидејќи сватија дека се префрли полека, влијанието се префрла на порталите. Имаме импресум, има и кој ја направил веста и како ја направил, кој одговара за тоа. Мислам, не треба повеќе регулатива. Еве, судовите имаат добиено упатство дека порталите подлежат на тужба. Значи, тоа е регулирано. Не знам што друго би регулирале они. Советот за радиодифузија не ги изрегулира телевизиите, што му е работата, сега ќе се занимава со порталите. Ние истото го почитуваме, знаеме дека некој, ако е осомничен, само не е обвинет, не е осуден, да го затемниме. Стандардите на професионално работење ги знаеме. Ја не сакам да зборувам, ако има портали што работат непрофесионално. Добро, за крај, куси коментари, Горан, Филип? Ако сакам да видам циничен, ќе речам дека на еден од овие портали што ги видовме сега беше објавена вест дека почина еден наш водител, односно уредник на магазин. И во нормална држава таков портал повеќе нема да има никакво влијание во јавниот живот. За жал кај нас не е така, иако мислам дека Либертас работат одлично во другиот дел. Меѓутоа со таква катастрофална грешка, која што според сите информации не беше случајно, туку беше намерна за се подигне читаноста, што е друг проблем на порталите, мислам дека се е кажано. Се разбира, секој има свој став за работите. Јас мислам дека на Македонија е потребно тоа за да избегнеме еден општ хаос во кој што секој ќе може секој да го плюка и никој за тоа да не одговара. Еве Маја не се согласува со тебе, Горан, вели десе сите новинари со помош на социјалните мрежи, граѓанското новинарство не носи профит. Еден од другите твитови кај нас се повеќе луѓе им се гади од обичната телевизија, тие ќе се потепаат за да гледаат интернет телевизија на телефон или PC. Веројатно имаше и други, меѓутоа ни отиде тајмлајнот. Добро, Филип, имаш ти коментар на Вака, многу е важно, ако веќе зборуваме за потреба кај нас да се дигне нивото на свесност и образование, тоа да се направи и од страна на оние кои што се професионалци, бидејќи ако имаме пазарно стопанство, тогаш, како примерот од Америка, со соодветна свесност и со соодветен, како да кажам, увид на јавноста во работата на било кој тип медиуми и нивно ставање наспроти професионалните стандарди, може да се постигне и ефект спротивен, значи позитивен фидбек да се направи, бидејќи пазарно стопанство не значи само барање на некој најмал заеднички содржател, затоа што во тој случај сите би пуштале порнографија, тоа е нешто што најмногу се гледа на интернет, но тоа не е случај, ниту па сите сакаат тоа да го прават, така што верувам дека имаме тука доста простор за подобрување, особено во однос на развој на медиумска писменост во Македонија. На начин на кој што секој граѓанин ќе биде способен, како што е способен да прочита, како што е способен да собере 2 и 2,
за да може да види дали добил плата или колку пари има во банка до крај на месец или што и да е, да биде способен да го процени и оној аспект кој што влијае на неговиот живот директно и индиректно. Преку политичкиот систем, да речеме индиректно, а директно преку вестите кои што се однесуваат на неговото секојдневие. И затоа е исклучително важно заедничка работа и на новинарите кои што се залагаат за професионалност, кои што ќе испливаат потоа преку нивниот квалитет од тоа море на, да речеме, луѓе кои што не се секогаш спремни да се придржуваат од тие стандарди, без разлика во кој медиум или тип. Филип, Горан, ви благодарам за учеството во Зебра. Ви благодарам што бевте со нас, што учествувате во нашата дебата и се разбира дека сублимираните изданија на двата дела од оваа Зебра ќе можете да ги погледнете утре на Алфа и на телевизија Ера во 16 часот и 50 минути.